Добро вечер до коалицијата за подобра, идната победничка коалиција на овие председателски избори, а потоа и на предвремените парламентарни избори. Добрата вест, првата добра вест со која што ги почнувам митинзите, ќе пренесам и овде во Кисела вода, која што секогаш била моја огромна, голема инспирација. Некако митингов ми се погоди пред Пеленица, но еве ве користам оваа прилика да ве поканам во сабота во Пеленица. А потоа од Пеленица пред влада на големиот победнички сенароден митинг на идниот председател на Републиката, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Инспирацијата е толку голема, што еве требаше неколку реченици да кажам пред да ја соопштам онаа вистинска главна добра вест. А тоа е веста која што секаде веќе низ Македонија на широко се говори. Некаде гласно, некаде потивко, но вистината е дека на 21 април и на 5 мај победуваме. Готово е и готови се. И додека на оние митинзи господинот Заев заедно со неговиот избраник Стево Пендаровски си подпевнуваат по некоја песничка и додека на луѓето им се закануваат ако не победеле пред очи да не им издегле, ние сме заедно со народот и заедно со овој народ ќе ви покажеме што значи вистинска сенародна победа на најголемата коалиција во историјата на независна Македонија на 21 април, а потоа и на 5 мај. Идниот председател, професорката Гордана Силјановска-Давкова, сподели со вас едно прашање кој ги пишува говорите. Има уште едно прашање. Кој ги креира тезите и политиките? Па народот. Народот е тој кој што ги креира и тезите и политиките. Ние сме тие кои што треба да бидат поразлични. Не како што беше до сега. Неколкумина позади фино обтегнати во кожни фотели и креираат политики. А овие другите само се гласноговорници и тие политики му ги соопштуваат на народот. Без да се консултираат, без да го прашаат народот што мисли народот за тие политики. Овој пат, браќа и сестри, добри луѓе, ќе дојде поинаква реалност во Република Македонија, каде што политичарите ќе се одликуваат со собствената честитост, каде што зборот на политичарот ќе држи и каде што политичарот ќе ги гради заедно со граѓаните и помеѓу граѓаните. Таа е новата реалност за која што ние се бориме, за која оваа генерација политичари се бори. А не онаа искривената реалност каде што луѓето дотерани во фракови со лептир машни газат црвени дебели персијанци и шетаат по балови. Туку овде заедно со народот уморни, ненаспани политичари, заедно со народот ќе креираме развојни проекти за Република Македонија, за подобар живот на Република Македонија. Затоа што само така можеме да ги дознаеме вистинските маки и беспаќа на овој народ. Со елитизам и во канцеларија тоа не се прави. ВМРО ДПМН е народна партија и ВМРО ДПМН се враќа помеѓу народот како никогаш до сега. И ние мора да го слушаме народот, па дури и кога не критикува, кога не подсетува можеби и на некои грешки од минатото. Тогаш е потребно на тие грешки сериозно да им придеме, да ги анализираме. И доколку тие грешки навистина постојат, потребно е да излеземе и да му се извиниме на народот за тие грешки. Затоа што човек, кога работи, човек и греши.
Но тоа што сме го направиле, а имало многу такви работи кои што биле добри, кои што биле корисни, да ги прошириме, да ги надградиме, да иновираме, да оставиме свој печат и заедно со народот да ја креваме Македонија од оваа пепел на која што ќе ни ја остават Зоран Заев и СДСМ. Ајде, браќа, заедно и сестри, тоа да го направиме. Ние не сакаме, како нив, да чекориме напред, што би рекол Пендаровски Стево и Заев Зоран, со вреки полни украдени пари. Ние сакаме да чекориме честито, достоинствено, гордо, со исправена глава. Ние не сакаме како нив да чекориме напред за да се богатиме. Ние сакаме да чекориме напред заедно со богата држава и богати граѓани и среќни граѓани во таа држава. Ние не сакаме, одбиваме како нив, како врхушката на СДСМ, како Пендаровски Стево и Заев Зоран, да се откажеме од нашето минато, од нашата традиција, од нашата историја, која што како сидро не им дава чекор напред да направат. Ние сме горди и на нашето минато, и на нашата историја, и на нашата традиција. И тие се наше едро во кое што дува ветер и заедно ќе чекориме кон подобра иднина за нашата држава и за нашите граѓани, браќа и сестри, добри луѓе. Тоа е иднината која што ве повикувам, ајде сите заедно да ја градиме. Тие имаат проблем со себе, погледнете ги, празни се улиците, плоштадите. Ако ги нема оние 5 автобуса да врткаат наоколу низ Македонија со уценети луѓе, ке нема кој здраво да им направи. Нека се прашаат зошто е тоа така. Затоа што водеа ненародна политика, затоа што со лаги дојдоа таму каде што се. И со лаги владеат. Затоа што се полни со криминал. И ниту во еден момент не беа доблесни да излезат пред овој народ, пред македонскиот народ, пред граѓаните на Република Македонија, да се извинат, започнувајќи од периодот на транзиција, кога голем број човечки судбини доживеа немила иднина. Да се извинат за сите понижувања, за сите омаловажувања, што им ги приредија на граѓаните во Република Македонија. И наместо да бидат самокритични и да се извинат, ги гледаме како помалку комично на плоштадите, до душа полупразни, си подпевнуваат песни и му се закануваат на народот да не им излагал на очи, ако не го избереле Пендаровски Стево. Па еве, Стево, ке ти одговориме овде од кисела вода, погледај ги овие луѓе. Не само што нема да те избереме, туку и ке те замолиме ти да не ни излагаш повеќе на очи, заедно со твојот ментор, Заев Зоки. Уживајте си вие во украдените пари и она уште малку слава и моќ која што ја имате. Затоа што секој ден, Стево драг, поминат во скутот на Зоки, толку повеќе овој народ знае со каков човек си има работа и толку посилно ќе треснете и двајцата од земја кога ќе дојде тој ден. А тој ден, Стево, доаѓа најпрви на 21 април, на 5 мај, а потоа заедно од скутот на Зоки ќе паднете двајцата на следните предвремени парламентарни избори, кога овој народ ќе ви ја покаже вистинската траекторија каде треба да одите. Продолжуваат да лажат. Продолжуваат да не ја говорат вистината, да манипулираат. Јас ќе потсетам само на некој од не така одамна изречените лаги.
Се сеќавате крстареа по Македонија, ги блокираа улиците, булеварите, фарбаа згради, кршеа, плячкаа, тепаа, правеа, не така одамна, само неколку години претходно, и велеа немало правда, нема мир. Па добре, еве ќе го прашам Стево, ако во моментот седи во скутот на Зоки, да ја искористи приликата и да му го постави прашањето. Дали има правда со тоа што судот не убедуваше нас граѓаните дека она со Мирчо свинјарникот не се случило, дека еврото за вице и еврото за црквата нити се случило, нити сме го виделе. Па да го праша на Зоки дали тоа стварно се случило и ако не се случило, еве да му се извиниме сите заедно. Да го прашам Стево дали тогаш ќе има правда. Нема да има, Стево, ниту правда, а нема да има мир, додека не ја исправиме оваа неправда. Затоа, добри луѓе, браќа и сестри, прочитувани жители на кисела вода, доаѓа правдата која што ќе ја победи неправдата во Македонија. И таа ќе издува како македонски тајфун оваа неправда која што е секојдневие. Се сеќавате, ветуваа чист воздух. Само да паднел режимот, ќе дошле они и најнаш ќе задува алпски воздух низ улиците, низ булеварите во Скопје. Па никогаш како сега Скопје не било волку загадено. Никогаш како до сега немаме загадување во главниот град. Никогаш порано не било до толку алармантна ситуацијата. Па ветува борба против загадувањето, гасификација ќе носеле и слично, а единствениот проект му е да договорат фирма од која што ќе се купуваат климатизерите, а овој така наречен градски татко да даде ваучери за субвенција. И од тоа крадат. И од тоа сакаат да крадат. Се сеќавате на оние фамозни 15% поврат на ДДВ во првите 6 месеци од како ќе се инсталираат на власт. Еве, кажете ми дали некој добил 0,1% поврат на ДДВ. Јас таков човек немам сретнато се. Напротив, 15% се покачените даноци на Зоран Заев и на Пендаровски Стево. 15% ги качија даноците од 10 на 15 или во апсолутна бројка 50% најмалку. Се сеќавате, нели, кога велеа дека на IT компаниите во првите 6 месеца ќе им го намалеле данокот. Они не само што не го намалија данокот, туку го зголемија за 100% и денеска гледаме како IT компаниите го селат својот бизнис во соседните земји, а нашите програмери, нашите инженери остануваат без работа и си бегаат од Македонија, ја напуштаат државата. Тоа што беше порано празни села е стара вест. Денеска се празни градовите. Се сеќавате на оние обувки пред владата, кога ветуваа сега, кога ќе дојде живот, готово, наплив, доаѓаат луѓето си ги бараат чевлите и продолжуваат. Денеска се влада, ниту еден човек не е дојден. Напротив, само минатата година има неофицијален податок дека преку 100.000 наши сограѓани ја напуштиле Македонија и не се вратиле назад. Тоа се цели семејства, човечки судбини за само една година. Но едно е кога си опозиционер, нели, ти милуваш да го лаже сопствениот народ, а друго е кога си власт. Нема Македонија време за уште еден Зоран Заев. Затоа ни е неопходна победа голема, колку што може поголема на 21. април, добри луѓе. Излезете да го казниме овој завидлизам. Потребна ни е таа победа, за да покажеме дека во Македонија не треба да е привилегија ако си функционер и политичар. Туку треба да си заедно со народот и да работи со народот. Јас тоа ви ветувам, дека ќе гледате уморни и ненаспани политичари меѓу вас, кои што заедно со вас
ја развиваат Македонија, ја градат иднината на Македонија од пепелта во која што овие од СДСМ и Зоран Заев ќе ни остават. Тоа можам овде да ви го ветам дека нема повеќе да гледате политичари кои што затвараат ски стази да се санкаат со другарчињата. Дека нема политичари да гледате како се возат во луксузни Бентли автомобили или Мајбах автомобили, Мерцедес. Туку политичари кои што ќе бидат на улиците, на плоштадите, заедно со граѓаните и ќе работат како да се врати еден човек назад. Ке се бориме за секој еден човек назад во Македонија. За секој едно работно место. На нас ни е поважен добриот збор отколку било кое кругче со Мајбахот на Трајче. Нас тоа ни е побитно. И за тоа се бориме. И тоа е политиката која што сакаме да ја градиме денеска во Македонија. Политика на честити, искрени и принципиелни политичари, а не политичари лопови, криминалци и политичари лажови. Тоа е онаа политика која што одбиваме да ја практикуваме и никогаш тоа нема да го видите од нас. Честита, искрена и достоинствена политика. Тоа е она за кое што ние се бориме. Таа е онаа правда која што бараме да ја донесеме во Македонија. Не е правда кога ќе им велите на младите луѓе дека веднаш после дипломирањето ќе добијат младинска гаранција за отпочнување бизнис, дека ќе имаат загарантирани места, работни. А денеска, ако не си седми братучет или внук на Мира Дизел, не можеш да најдеш да се вработиш. Не може да се ветува поквалитетно образование, реновирани студентски домови, реновирани училишта, кога си опозиционер, а денеска да гледаме како училиштата им паѓаат крововите и како студентските домови се во субстандардни услови, каде што нашите деца подготвуваат испити. Едвај од први до први крпат. Каде е реновираната гимназија Кирил Пејчиновиќ во Тетово? Се сеќавате, им рековме, не ни требаат вашите пари за референдумска кампања. Искористете ги тие пари да реновирате гимназијата Кирил Пејчиновиќ во Тетово. Излегоа, се пенавеа, те министерот, те градоначалничката, те премиерот, заврши учебната година, шајка не ставија таму во гимназијата. Така, господа од СДСМ, Пендаровски, Стево и Зоране Заев, не може да идеме во Европа. Во Европа не се оди со аболирани политичари. Во Европа не се оди со политичари кои што се закануваат дека живи луѓе ќе јадат. Во Европа не се оди со политичари кои што се иноватори на принципот Мирчо Свињарникот, евро за овој, евро за тој. Така во Европа не се оди. Во Европа се оди со реформи. Во Европа се оди со силна економија. Во Европа се оди со среќни и задоволни граѓани. Паднавте на економскиот тест. Ви пиша 0, не единица, 0 ви пиша. А излегувате пред народот и го лажете народот дека сте донеле не знам колку милиони инвестиции, а при тоа се срамувате да кажете дека 80% од тие инвестиции се од претходните влади и дека сега тоа е реинвестирана добивка затоа што вие им ги покачивте даноците. И истото тоа денеска го кажувате и во Виница, и во Зрновци, и повторно барате подршка од народот и повторно го лажете. Се колневте во жицата, се колневте во најмилото, се колневте во дедовината, се колневте во татковината дека нема да го промените идентитетот. А прва прилика кога имавте, единствената работа што ја направивте е промена на идентитетот, понижувањето на Македонија, омаловажувањето, свитканата кичма. Не болеше кога ве гледавме како селфи правите со вашиот нов пријател
пред владата. А притоа ви беше срам да слушнете дека денес над Македонија се раѓа и дека македонците се борат за своите правдини. Се срамувавте тоа да го слушнете, па моравте повторно да го лажете собствениот народ, најпрвин дека доцнел авионот, па немало време за формалности, за да потоа ја кажете вистинската вистина, дека вие тргувавте со еден од трите столба на Македонија покрај знамето и грбот, тоа е химната, за да не му направите проблеми на вашиот нов пријател кај него во Грција. Сите овие работи се овдека. Ве молам ако може. Ве молам ако може. Еве ќе продолжиме. Се случува све. Ќе продолжим онаму каде што застанавме. Се срамуваше и од химната и молеше Бога таа химна никој од присутните да не ја слуша. Таква вистина, таква реалност Македонија не заслужува. На Македонија и требаат честити политичари. Политичари кои што си го сакаат народот. Политичари кои што заедно со народот ќе работат и ќе градат иднината на државата, а не арами и луѓе кои што се одродени од сопствениот народ, кои што денеска се секојдневие во Република Македонија. Затоа, почитувани браќа и сестри, добри луѓе, имаме можност на 21. април, на 5. мај, да покажеме дали сме против заевизмот, олицетворен со сите своји негативности, или сме против завидлизмот. Јас одбивам да го поддржам завидлизмот и Зоран Заев. Ке работам секојдневно, напорно, деноноќно во борбата против заевизмот. Ве повикувам сите вас заедно да работиме еден до друг, рамо до рамо, грб до грб, против заевизмот во Република Македонија. Многумина ме прашуваат зошто токму Гордана Силјановска Давкова. Затоа што Гордана Силјановска Давкова е жена, професор, сестра, колешка, мајка, сопруга, соседка, која што е почитувана од сите сограѓани, пријатели, колеги, онаму каде што функционира. Затоа што Гордана Силјановска Давкова е најинспиративниот професор на правниот факултет. Затоа што Гордана Силјановска Давкова не се срами да го пренесе своето знаење на помладите колеги. Затоа што Гордана Силјановска Давкова е безкомпромисен борец за правото, правдата и заштитник на уставот и законите. Затоа што Гордана Силјановска Давкова, кога требаше, беше во првите редови и застана во одбрана на државниот и националниот интерес и во 2004 година и сега во 2018 година. Затоа, ајде заедно да ја поддржиме Гордана Силјановска Давкова. Во оваа битка, кога го сонуваме македонскиот сон, победуваат храбрите и мотивираните луѓе. Денеска овде во Кисела вода имаше само такви луѓе, храбри и мотивирани луѓе. Но не само овде на площадот, и оние кои што не следеа денеска, и оние кои што дополнително ќе ни се придружат во следниве 10 дена,
do 21. april. Da žive Republika Makedonija, da žive ВМРО ДПМН, da žive kisela voda polna so srećni i uspešni građani. Vi благодарам od srca.